Повеќе од половина градоначалници од редовите на СДСМ во Југоистокот остануваат и за втор мандат, објави доцна синоќа партискиот лидер Заев. Зоран Заев на пресконференција рече дека 30 имиња за кандидати за градоначалници од нивната партија ќе се борат и за следниот мандат. Во Југоисточниот регион, најголемиот дел од постојните градоначалници ќе бидат кандидати на оваа партија и за следните локални избори. Перо Костадинов од Валандово, Анго Ангов од Дојран, Блаже Шапов во Богданци, Зоран Зимбаков во Босилово, Благој Илиев во Конче и Маријан Јанев во Василево. Според најавите на Заев, повеќе од половината од 10 градоначалници во овој регион ќе бидат во трката за градоначалници на локалните избори во октомври. Се уште е неизвестно кој ќе биде кандидат на оваа партија за општина Струмица. Лидерот Заев рече дека одлуката за овој избор не ја носи сам, туку е направена врз база на анкети. Ме радува тоа што одлуките здружено ги носиме заедно со оние што најдобро знаат која личност е најдобриот избор за нивната општина, граѓаните. Пресудни за одлуките беа анкетите спроведени помеѓу граѓаните на овие 30 општини. Сите овие кандидати за градоначалнички и градоначалници кои ги објавуваме во оваа прва фаза се дел од најдоброто, блиски до граѓаните, честни, одговорни, со конкретни планови и решенија. Според информациите од внатрешни избори, партијата деновиве врши анкета на членството. Социјалдемократскиот сојуз во Струмица во моментов спроведува анкета за избор на кандидат за градоначалник. Станува збор за телефонска анкета, односно со СМС порака во која членовите избираат едно од 4 предложени имиња. На листата се најдоа Костадин Костадинов, пратеник во Собранието, Коста Јаневски, актуелен градоначалник на општина Струмица, Зоран Ѓоргиев, директор на јавното комунално предпријатие и Драган Попстојанов, менаџер во приватниот сектор. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН пак велат дека се уште немаат избрано кандидат за градоначалник на Струмица за претстојните локални избори.